сте геймери и добре дојдовте во нова епизода од тоест прва епизода од American Truck Simulator. И сега што сакам да кажам? Сакам да кажам дека компјутерот го зедов од форматирање од преинсталација бидејќи бил пун прашина, значи ми го изчистија, сега светне, значи го направиат стакло што се вика. Сега што сакам да кажам? Добре што маусот, значи USB-то што сум го заборавил било оставено, па ми кажа, значи човекот дека на компјутере ми го даде, ми го форматира, ми кладе Windows 10, кај сум презадоволен, значи имам снимено и влог за тоа, но нема да го ставам бидејќи е долг. И цело време дрем. Така да почнеме со прва епизода од American Truck Simulator. Во минус сум затоа што туторијалот го, тоест не туторијалот, знаеш, го прескокнав туторијалот, но кога треба да извозите и демек бидејќи не чинеа кочниците баш многу, и јас навикнат на Eurotrack Simulator си шибам и пред едно 15-тина, не 15-тина, 10-тина метри пред семафор кочам, а кочниците за никаде. И добив така казни. Така да, ајде веднаш да заиме некој камион со се приколка, па да видиме што и како ќе биде. Најмногу дава овој, но некако ми е многу, не знам како да кажам, висок камион. Имаме, значи, доста долги, да речам, патишта за извозување. Овој дава 3, така да колку се овие ЛБ да ги претвориме. By the way, колку што гледам овие ЛБ, не знам што значат, не се во килограми. Или во тони, како и да е, овој најмногу тежи од сите колку што гледам, 43.500 ЛБ, не знам што се тие, така да него ќе го заиме Kenworth 680 и повторно не видов од каде до каде возиме. By the way, бидејќи на минатиот компјутер снимав со Mirrorless Section кракната верзија, тука снимам со Bandicam бидејќи да видиме како изгледа од надвор. Височок е, не е баш многу да речеш низок, со ова горе што му е. Сега не знам, треба да извозиме 240 мили, така да треба од тука да вртиме. Ајде да слушнеме како пали. Не знам дали вие слушате, не знам да го подесам Bandicam. И ми паѓа фрейм ретот, еве сега на Bandicam кај што гледам 50 FPS, не знам зашто. Но ајде да го наместиме воланот и да тргнеме. Супер работи. Сега си ги наместив контролите и да можеме да тргнеме. Заборев да си пуштам светло бидејќи не се гледам. Дали ке... има доста влечи камионов, значи стегам на газ и веднаш и заборев километри да си наместам, овие се мили сега што ги возам јас. Да видиме, таму нема никој, да видиме од оваа страна, даваме жмигавец и да се префрлиме. Се надам нема да закачи приколкава, имаме лимит 30 да возиме. Братче, го фатив, што да правам? Епте не долга приколкава. Те молам, немој да фатиш, те молам. Колку долго... Не ме заебавај дека е толку долга приколкава. Во минус леговме. Добро, кочи. Пример, сега неки да ми закочи. Да видиме да не ми фати. Немојте, молам. За малце. Не, кочи. Морам рачна да кренам, бидејќи на кочница неќе. Имаме сега право да возиме, ке се надеам. Не, кочи. Нешто слабо, немој брат, црвено ке ме фати, ајде. И ако тргнев сега малце газ да дадев, видете таа приколица. What the fuck сакав да речам. 40 FPS, не знам што се случува. Изгледа Bandicam ке го сменам. Дефинитивно. Зелено. Тргај. Мора некој да ме пушти сега.
Што е ова, полиција? Не ми се, окей, you have a new mail. Сега тука треба вртиме лево на тој семафор тука. Не, кочи. Ме заебават кочни. Окей, зелено стаса. Ме заебават кочниците, не знам зошто на American Truck Simulator велја до камионите нешто или не знам до играта велја. Многу некако слабо ми кочат, давам доста. Ја пуштив рачната уште од озгора и од вај кочи. Дај ми жмикавец за... Добро. Да видиме, да се осигураме дека нема да земеме некој надуша. Нема да закачи, си викам, нема. Сега имаме тука десно, окей, дај да се префрлиме од оваа страна, бидејќи можно е приколката да ни фати, кога вртиме. Не ме заебавај! 13-та брзина камиона вози со 30 милји на час. Are you fucking kidding me? Сега мора да внимаваме овде као можно е да закачиме некој. Зелено. Братчина, пазете се сега. Нема, добро е, не ја закачив. Имаме за право... црвено било, не видов. Добро е, закочив. Кревам рачне и истовремено мавам, значи, за рикверс да одам, бидејќи... Заборев да тргнам, бидејќи неки да ми кочи. Со рачна повеќе кочи, отколку со обична кочница на рикверс да одам, но не знам. 13-та брзина камионов не може да крени 40 милји на час. Или ако ги претвориме во километри, не знам колку идат, бидејќи не сум писмен јас со тоа. Заборев да се наместам милји да ми бидат во опции. Океј, вака поубаво било да возам, бидејќи не го гледам баш ретровизоров, но нема врска. Фрейм рейт на 30 падна. Бандикам. The fuck is going on? Минатиот, значи Mirrorless Section ми снимаше full 60 FPS HD. Мислам, гледавте и од видеата. Овдека не знам зошто толку паѓа фреймрейтот. Што е бе, ајде терајте. Знаете што мразам најмногу, вака пред мене кога се најди превозно возило, да речам така да се изразам, и кога не вози, и ако сум на горница, нема можам, значи, да давам газ да ми тргне камионот, така да ќе морам да се ослободам од гојдава. Можам одавде? Појма не. Не знам дали одавде можам да возам, да не заебам работа. Близко беше. Ништо, дај ќе се префрлиме овде, во лентава. Видиме, нема никој. Сега, полека ти можно е нагло да закочи некој конј и да ни еби матер. Ете го. Бе. Што е ова на мапава? Океј, геймери, нешто татка ме бара, ќе се извинувам поради тоа. Така да морам побрзо да ја привршувам. Да дадеме сега газ, полна пареја да стасаме. Не знам, мене ми се, стварно ми се допаѓа како е обработена играва, значи сето тоа и вода и се, значи стварно, не знам, зверој се. Сега малку што е Euro Truck Simulator и од камиони, мислам сето тоа физика, например, кочници, кој што кажав, во тоа е многу подобра Euro Truck Simulator. Видео во претходното видео од Александар, поздрав до тебе ако гледаш и ова видео, брат, ми даде совет да играм Euro Truck Simulator 2, бидејќи била подобра. Не видов по кои причини, но е. Не знам колку се 50 милји на час, но мислам дека летаме. И зошто фреймрейт ми е 30 сега? Да видиме сега. Ау! Не. Добро е. Мислев ќе ја закачиме у пизду матер. Колку е тесно пачево. Дали ки искачи овај? Колкава приколка, не ме заебавај. Да видиме овдека што ќе се случи сега.
внезапно. Ми се бендисува и патиштава и мапава како му е вработена. И сега не знам дали има мапа за, значи мод за мапа на Eurotrack Simulator 2, доколку некој знае, нека ми даде линк во дескрипција или нека ми пише, ќе се договориме преку Facebook. Ако знае мод за како да инсталирам мапа, тоест повеќе да има, значи да се истражува во мапата. 14-та брзина и what the fuck, зошто по вакви патишта возиме? Морам цело време да држам гаста. Не знам дали ќе дооди бидејќи е слаб. Не знам, не очекував колку слаб да биде кеймборд. Океј, сега тука имаме малце да вртиме. Се надевам нема да закачиме. Барем се надеваме. Да видиме сега овдека што ќе се случи. Добре, поминавме без повреди. Сега се надевам нема да закачи, те молам. Добро. Добро. Не знам зошто возиме по вакви тесни патишта. Да видиме, само ни престануваат уште 147 мили, не знам колку е тоа километри, но многу побрзо опаѓаат од колку километрите, така да се надевам помалце. Изгледа дупло, значи негде околу 70 километри ни преостануваат. Или 16-та брзина. Зошто? Фак. Ништо, ќе дадеме полн газ овдека да видиме што ќе се случи. Не сакам да има некои лоши последици. Летаме ни шума. Стварно ми се допаѓа како му е сето одработено. Сето ова шума, окей, малце му се наредени дрва во ист ред, што не знам. Ова ми се допаѓа стварно, да не сега тука треба вртиме, кочи, мишко, кочи! Дај ми жмигавец за ваму. Ако ме собери некој. Нема. Можеме да врвиме. Да не закачиме некој. Кола дошла. Немој да закачиш. Немој. Добре. Не ја закачивме. Здраво, полиција. Да слушниме свирка. Не знам вие дали слушате, не ми е ништо подесено ни за свирки, ни за ништо. Возиме со 30 фреймови во секунда. Не ме радува тоа, затоа што бандикам стварно шите. Овдека имаме забрав, само ми страв да немаме семафор негде да залетам јас. Колку ни е ограничување? 55. Можеме да тераме. Полиција, баш нел што требало да биде. Нешто како фарма, поимене. Нагло вртење. Добро, не баш нагло, но се извинувам, малце икам. Бензинот доста се потроши за ова време што го извозивме, бидејќи беше полн, а сега е 1/3 потрошена, така зашто возам по лева. 1/3 е потрошена од бензинот. За малце сега како ќе правиме? Немој да ми запниш, само тоа те молам. Нема да запниш? То мајсторице! Damn! Помини, брат. Добро, другиот ке ме почека. Ама како е и тој залетан? Точно е 6 часот без 10 минути. Уште 10 минути до 6. Огромна приколка возиме. Видете го ова. What? Damn. Стварно јака приколка што ја возиме, доста голема. Шу. Да не направиме судар ние. Да си возиме вака по правил. Кој е овој залетан зад мене? Видете. Упс, му го попречив патот.
Како е залетан сунцет, јебем. Добре, 16-та брзина, 58 мили на час, пичиме. Тука имаме повторно заправа, малце да релаксираме рака и да видиме што и како ќе се случува понатаму и како ќе се оди. Имаме тука бензинска близко, се не знам да нема да полнам бензин, ќе ми стаса скоро е на пола бензинот, што не ме радува баш многу. Види како се залетани. Моментално камионов растур прави. Нагрешка го помести воланот. Тоа ќе беше трагично. Мала угорнина, значи многу блага и успори, значи 2-3 мили на час, не знам зашто. Да се префрлиме ние од оваа страна, бидејќи сме за тамо. Океј. Сега имаме да даваме жмигавец за лево и знам дека ќе го закачам сега. Коч. Тргни. Не можам да гледам лево-десно. Сега ме интересира само приколката. Ај, брат. Само приколката да не ја закачам. Не, ама немој. Ама зошто си глуп? Се ќе го закачам. Што да правам, ај кажи ми, што да правам, што? Па иди у курат веќе. Што да правам, ми се наби на каде, на такво. Не е чува American Truck Simulator, затоа што сите ти се пикаат, нема да поминиш. Па ја оваа приколка ќе ја носам. Значи, шо ова си поминував тука за човекот ми се напика. На толкава приколка 10 метра ја возам. И што да правам се, ај во минус, уште 2000 евра, долари. Мора неписмена игра толку. Значи, знам дека и јас сум грив, ама што бара се пика толку? Добро, болте, синглплеер играм, ама зошто толку ја направиле играва? Значи, малце у рикверс нека врати, гледа 10 метра приколка носам, уште ми се пика на кај мене. Па се што да му правам? Не е фер. Како да поминам? Мај да застанам со се приколка и да го чекам да ме кружи околу мене. Нема смисла. Да даjem жмигавица десно и да несем, значи пред самиот крај. Немој сега да ме казниш дека и полева возам. Бидејќи не можам да ја преместам приколкава. Добро. Да застанеме овде. Бейкерсфилд. Малку сум изнервирана. Скип бе. Лево втори кренатме. Не ми е доволно да излезам од минус, ајде ова. Не ми е доволно да излезам од минус. Ама ајде. Ме разочара малце играва. Оки геймери, тоа е тоа за видео. Се надевам ви се допадна. Доколку се допадна, ставете лайк и ви благодарам. Значи, многу ви благодарам за претходното видео на Euro Truck Simulator. За 2 дена, буквално скоро 200 прегледи. Значи, 180 прегледи за 2 дена. Не знам. 13 лайка и 1 дислайк. Премногу ви се благодарам. Продолжите да ми давате таква поддршка. Не знам, за 2 дена 180 прегледи, тоа не знам. Вајда некој си рекорд кренав јас. Премногу ви благодарам на 226 субскрајбери, бидејќи ја, како што знаете, сите не сум редовен со видеа. Цело време почнувам нови серијали, се ова, она, така да ви благодарам многу за 226 субскрајбери. Ви благодарам за големата поддршка на минатото видео, се надевам и на ова ќе добијам таква поддршка, така да се гледаме на наредно видео, геймери, а до тогаш, take a piece like a boss.